таму се брзаше. Да видам дали беше тоа само Митков. Не Темелков. 23 секунди до крајот, тргна сам во соло акција, ја превзема од врската, собра голема храброст. Темелков немаше потреба, јасно дека Пелистер му требаше гол во една и се уште е во таква ситуација за да стигне до продолжување да ги задржи шансите за пласман во големото финале, евентуално преку пеналите, ако резултатот биде ист. Го понесе атмосферата, го понесе шансата младиот Темелков, реши сам се да се обиде да заврши во оваа акција, но има уште 23 секунди до крајот. Пелистер што не успеа да создаде 59 минути го создаде за 50 на секунди. Води со 5 голови предност. 31-25 беше во Фредериксберг во Данска. Расмусен далеко од својата половина се. Ракометарите освоена топка на Макаловски, Димитровски, Каледжиевски бара топка, направили прекршок врз него. Уште 16 секунди до крајот. Макаловски е фаулиран. Јасно е дека данците ќе одат во секој контакт со прекршок. Да видиме дали има исклучување. 13 секунди до крајот. И натаму шансите се на екипата на Пелистер да стигне до пеналите. Пекол во салата, Младост во Битола. 30-25 да подсетиме во Фредериксберг беше 31-25 и голманот Ангелов е во нападот. Се е овде сега ставено на ризикот, помалку и на среќата. Топка за Ангелов, Митков. Да видим уште колку, уште 8 секунди стопирано времето. Има доволно време да се создаде една чиста убава акција. Без разлика што времето ги притиска, секундите се на страната на ракометарите на Фредериксберг. Мојсовски гол! Се почувства уште тоа веднаш пудорот на Мојсовски, 31-25, готово крај на регуларните 60 минути. Каква невидена драма во Битола! Невидена драма во Битола, не име јасно и на ракометарите на Фредериксберг. 31-25, повторно екипата на Пелистер, како во дуелот во четвртфиналето против Килкис ке се обиде да стигне до мечот за титулата преку пеналите. 59 минути ракометарите на Фредериксберг буквално се контролираа долу на теренот. Не му дозволија на Пелистер да создаде повисока предност од 3 голови. А само за 50 на секунди Пелистер успеа со невиден пресинг, со цврста, ризична игра под прекршок во секоја секунда, во секој дуел да стигне до плюс 6. 31-25. Повторно ќе мора да се вратам на 96-та година, токму на истиот тој 30 март, кога буквално во последните секунди Лемго со поводок стигна во големото финале на купот на победниците на куповите. Сега среќата ја сврте страната, се жалат таму ракометарите на